На секој министерски состанок се отвора прашањето за Западен Балкан, се разговара, се разбира од земјите што се од Балканот, но и подалечните соседи, но што е важно, кфор мисијата да постои, да биде зајакната, да биде постојана, еве и со наши војници таму, ние знаете дека постојано сме активни, имаме наши војници таму, но и во сите мисии каде што има потреба, и тоа е многу важно прашање, но не е само безбедноста на Балканот, гледате што се случува, една од темите се разбира Иран, која се разговара тука, се разбира Украина исто така, една од главните теми што постојано би рекол и тема број 1 на овој самит, после овие 5% се уште останува Украина, дали ќе има примирие, дали ќе се прекине со огнот, приоритет е прекинување на огнот, па потоа следување на мировен договор, па потоа сите оние други потреби што НАТО би ги задало на сите земји, како да се помага и така натака. Ова се клучните прашања. Но што е многу важно, да внимаваме на многу хибридни напади што се случуваат во различни земји. Ова е едно од клучните прашања што се разговара. Треба да се вложуваат дополнителни средства, бидејќи како што спомнавте, одредени држави сакаат директно преку хибридни закани да се закануваат на многу земји, што тоа е еден нов стил на војување, се разбира, но паралелно ние да се зајакнуваме како држава на тоа поле. Останува таа тема да биде една од темите што за нас е прилично важна и ние даваме се од себе да имаме добра координација со сите соседи, да имаме одлична соработка со сите соседи и она што често го велам јас како Министерство за одбрана, ние сме можеби пример како функционираме со нашите соседи, соработката, како разменуваме информации, што е важно за безбедноста, се разбира, на нашата земја, пред се и во Балкан. Ја споменав